На кој начин се спроведува инклузивното образование во македонските училишта? Како се сноѓаат лицата со посебни образовни потреби кога ќе дојде време за на училиште? Кои се ветувањето од надлежните, но каква ни е реалноста? На темата инклузивно образование, само на хартија, ќе дискутираат студентката со оштетен вид Ема Ананиевска, Домника Кардула, чија ќерка со аутизам оди во редовно училиште, Наташа Ангелевска од Фондацијата Отворено општество Македонија и училишниот психолог од Никола Карев, Гордана Блажевска Спиридонова. Ви благодарам што дојдовте во студиото на Радио МОВ и што сте дел од оваа 6-та епизода од емисијата на час. Ќе почнеме со вас, Кардула. Вашето дете пред неколку години тргна на училиште. Инсистиравте тоа да биде редовно образование, иако вашата ќерка има аутизам. На каков пример наидовте и какви беа реакциите на останатите родители на деца кои што учат со вашата ќерка и на раководството во училиштето? Да, мојата ќерка Ајра, тоа е 11 годишна веќе. Таа е во пето одделение во основното училиште Гоце Делчев. Поаѓањето на училиште за нас се покаже онаку травматично колку што беше и самото сознание дека он има аутизам. Колку и да имаме сознание колку нашето општество е спремно за да ги прифати овие деца и колку да имаме сознание за инклузијата, се испостави дека од инклузијата нема ни и. Баш во нашиот конкретен случај, мислам дека тоа е генерален став. Наидовме на училиште кој што апсолутно не беше спремно да прифати дете со аутизам, дотогаш они немале таков случај. Она појде на училиште со 1 година за доцнување, значи 1 година претходно ние ги информиравме дека она ќе посетува настава таму, затоа што нели го имаме право, затоа што нели инклузијата е законски загарантирана, дека ќе оди со персонален асистент. Во тој период од 1 година, да кажам, они не сторија ништо околу обезбедување на соодветен кадар, да кажам, кој што би им било во помош, мислам, нив би им помогнало или пак да се ангажира стручно лице во училиштето. Како се снајде Рата во сетата ситуација? Во таа ситуација беше прилично хаотична првата година, можам да кажам, односно првото полугодие, да бидам попрецизна. Она тешко се снајде, тешко ја прифати средината. Децата ја прифати апсолутно одлично. Меѓутоа наидовме на отпор кај некои од родителите. Ќе кажам кај некои, не велам кај сите. Зошто отпор? Па затоа што они не се согласуваат да едно дете со посебни потреби, поготово со аутизам, учи со нивните деца, затоа што мисла дека го ремети цел тој процес на настава. Едни родители го отпишаа своето дете од училиште и бе доволно дрски и безобразни да не прашат кој тоа нас не дал право да го запишеме нашето дете со посебни потреби во редовна настава. Сакам да потенцирам дека инклузијата кај нас некако почна да се гради од кров па надоле, значи не е системско решена никако. Колку и да имаше волја кај наставниците и кај персоналот во училиштето, они едноставно не умеат. Не умеа, никогаш не биле се сретнале со една таква состојба. А имаше желба кај нив да научат нешто, да се вклучат? Имаше желба, меѓутоа не умеа како. Јас не сакам да кажам дека они се виновни за тоа, значи системот требало да ги спреми, да одат на некоја обука, нели дополнителна, едноставно да се спремат дека ќе имаат дете поразлично од останатите. Блажевска Спиридонова, дали вашето училиште е подготвено да прими едно дете со аутизам во средно училиште? Имате обуки, подготвени сте вие како психолог, знаете како да работите со тоа дете? Училиштата не се подготвени во најголема мера. Ако имав можност да видам податок за првите 7 основни училишта, каде што е направен пред неколку години, се направени редица од обуки за се помогне кадарот да може да одговори на потребите. Сум имала прилика од поблиску да знам податоци за дете со посебни потреби во такво училиште. Никој во кадарот не препознава ништо слично. Нити од обуки, нити терминологија, а ако пробаш да обидеш, може да видиш паниката во очите која им се јавува во контекст како ќе одговорат. Училиштата по ред точки, како што рече родителката, по ред точки не се подготвени бидејќи се почнува од озгора, само со еден закон кој вели дека имате можност да ги запишете во училиштето децата со посебни образовни потреби. При тоа
Немаме програми, немаме никакви програмски документи. Просторни капацитети, кога ни дали има ученици, нема ученици за уредување на самата училница, за уредување на просторот во училиштето, лифтови, пристапни рампи, простори за движење до тоалетите, до спортската сала, до катовите немаат достапност голем број од децата кои имаат одредени потреби за посебни услови. Како што кажа родителката, ги плаши наставниците ваквото незнаење, недостиг од вештини, компетенции и знаења како да одговорат на овие потреби. Ве плаши вас психолозите? Плаши во контекст дека доаѓаат инспекторите и тие доаѓаат со морате да имате изработено ова и ова, дека мораш да ти е ставено се на хартија, а ти немаш импровизираш. Немаш никакви јасни програмски насоки, подршка, обуки на кој начин да го направиш тоа, да не зборам што реално можеш да сгрешиш по многу точки на децата, што е најважно, на родителите со различни несоодветни зборови или концепт со кој се приоѓа како се говори, па и на сите оние што го обкружуваат, кои се во контакт со тоа дете. Јас би се вратил уште назад, затоа што ни треба, ние немаме ни култура на прифаќање и на разбирање. Култура која препознава потешкотија и која препознава права. Да не се прави разлика, да се прифатат разликите и да се, например, да нема реченици од типот ако има тетрадка и пише во табла, се ќе биде во ред, вие не се секирајте. Или нека се запишуваат во посебни училишта или што да им правиме ние на нив. Значи самиот кога може да се дозволи таква реченица и да се осеќа при тоа загрозен, никој дека има многу проблеми. Така да и обуките да им се овозможат, ќе реагираат со исто чувство на загрозеност дека како ние ова ќе го постигнеме, па имаме огромни број на преполне бројот на учениците, вака ќе ни ако прилагодувањата се прават на повеќе нивоа и да имаме, ако имаме програмски документи од надлежните институции кои ги нема програмските документи кога ги бараме или обуките не одговараат на истото. Ако по нешто не можеме да добиеме обука од стручно лице од надлежна институција, тоа е за децата со посебни потреби. Инцидентно лица кои работат по невладени организации, приватни дневни места каде што тие можат на некој начин на помош или поддршка да се најдат, дефектолози кои работат, тие ќе дојдат и ќе одржат некоја обука работилница, меѓутоа од надлежните институции е мок. Немаме системско решение. Немаме никакви насоки како да ги одследиме овие деца, како да ги оценуваме децата, никакви насоки во контекст на комуникација со детето или пак социјалното прилагодување на училницата, другите деца и родителите. Такава поред точки има проблем. Има абсолвенци на факултетот по музичка уметност, а твоето образование и покрај проблемите со видот се одвива во редовното училиште. Веројатно тоа се должи на упорноста на твоите родители кои што решија да не те пуштат во специјално училиште за лица со оштетен вид, туку те запишаа веројатно во најблиското основно училиште. На какви предизвици ти најде во текот на твоето образование? Па, имало доста предизвици, значи јас одредени работи што ми се случувале, некој од страна да ми ги кажувал, немало да верувам, најверојатно. Значи, на проблеми се најшло уште од самиот почеток, јас тоа не го памтам, пошто сум била доста мала, меѓутоа при самото запишување во основно училиште имало голем отпор од страна на тогашната директорка на училиштето каде што учев во Ново Лисиче, Лазо Ангеловски. Таа не сакала да ме запише во училиште затоа што сметала дека затоа што да сум имала 75% оштетен вид, тогаш би дозволила, меѓутоа бидејќи ми е 100% оштетен видот, не сакала да дозволи. И нејзиниот аргумент било дека нема да можам да се качувам по скали. Ама твоите не се откажале? Да, моите не се откажале, бидејќи мајка ми како правник знаела законски дали тоа може или не може да оди и плюс проработала и она емоција кај нејзе, нели, дека се работи за нејзино дете и зашто да не се прими тоа дете кога законски тоа е дозволено. Сакаше да одиш во училиште? Па, искрено не сакав многу, затоа што јас
поради сите овие работи кои што ги кажа претходните две соговорнички, значи како што кажа, нема никакви услови, поготово јас, затоа што јас на 4 годишна возраст, додека моите врсници си играле со кукли, јас тогаш го учев брајавото писмо. Затоа што моите знаеле дека кога ќе тргнам во училиште нема да има кој тоа да ме научи во редовно образование, затоа што нели не се подготвени наставниците, имаше дури некои наставници во текот на образованието што не ни знаеа што е тоа брајаво писмо. Значи јас на 4 годишна возраст учев да читам и да пишувам, што навистина не ми беше лесно, меѓутоа од друга страна па и добро излезе тоа, затоа што кога тргнав веќе во училиште имав нека навика створена работна и ми одеше од тој аспект многу полесно, барем до 4-то оделение, затоа што јас све што беше во предност веројатно пред другите ученици. Да, затоа што сите работи кои што се учеа јас дома некако ги пишував и ги повторував со задоволство, не ми беше тоа воопшто напорно. Меѓутоа беше напорен самиот процес затоа што јас морав на час да слушам, секогаш седев во прва клупа и морав све да слушам и што повеќе да запамтам за да можам после дома тоа што е пишувано претходно на часот да го препишам или тоа што сум запамтила да го напишам, затоа што не можев да одам со брајавата машина на училиште, некогаш одев, меѓутоа тоа се случуваше многу ретко, затоа што само кога се правеа диктати, затоа што кога се пишуваше на табла, многу често тоа и во средно ми се случуваше, наставниците не обрнуваа внимание, едноставно ни тераат си пишуваат, јас бев запоставена на страна и после ако ми каже некој што било напишано претходно, ред, ако не, тоа е тоа. Ке се вратиме подоцна на асиститивната технологија. Ангелевска, вие сте дел од ФО и работите на активности поврзани со образовните политики. Македонија декларативно се залага за едно инклузивно образование. Меѓутоа, колку сте задоволни од она што досега реално е сторено? Ако ги некако слушам... се сведува на личен инат, можеби, против системот и луѓе кои што навистина решиле своето дете да го пуштат во редовно образование и биле подготвени да се борат со сите оние предрасуди, меѓутоа и со сите оние пречки кои што ги имало во самите училишта. Па да, еве слушајќи ги соговорниците, одговорот го дадовте и сами, значи декларативно ние треба да имаме инклузивно образование и се декларираме дека сме инклузивно општество, меѓутоа реалноста ги покажува оние спротивности кои што одат во прилог на ексклузивитет на оние кои што можат да дозволат личен поттик или поддршка за своите деца, а никако системски решенија. За жал, она што го слушнавме говори од неколку аспекти, значи тука физичките предуслови или услови во училиштата се само еден мал аспект. Адаптибилноста на наставните програми или наставни помагала е вториот. Ова што последно го спомнавте, асистивна технологија, исто така е уште една дополнителна пречка која што ја немаме во училиштата, редовни, основни, а се разбира и неподготвеноста на наставниот кадар за да излезат во пресред на сите оние потреби на различни нивоа кај учениците. И тука можеме и пошироко да го фатиме проблемот на инклузија, затоа што не се тука само учениците кои што имаат, да речам, физичка попреченост или видлива нефункционалност во однос на образовниот систем, затоа што се соочуваме со многу семејства кои што живеат на маргините на нашето општество, а сепак нивните деца имаат потреба од дополнителна поддршка за да го остварат правото на образование, затоа што правото на образование е уставно загарантирано и треба да се реализира, меѓутоа сведоци сме дека имаме исклучени деца од образовниот систем. Точни бројки никогаш и нема да утврдиме, заради тоа што нашата статистика е таква каква што е. Ако се сетиме дека ни попис не сме во состојба да си направиме, значи показателите, мислам дека ако тргнеме онака да ги броиме по општини или по статистички годишници, ќе забележиме дека деца на возраст од кога треба да појдат во училиште даваат една слика, а оние кои што го завршуваат се сосема друга слика. И сега тука ги наоѓаме
факторите нели на емиграција или миграција, на внатрешна или надворешна, меѓутоа сепак може да заклучиме дека имаме голем дел од учениците надвор од училиштата. Конкретно има тргнала во училиште пред 15 на години, Ерато тргнала пред 3-4 години. Има поместување во однос на тоа како се прифаќаат учениците кај нас во училиште? Па видете, откако... Дали она дете кој што денес ќе тргне во училиште ќе има подобри услови од овие две деца? Услови ќе нема, ама права има. И за среќа, нели, од позитивните примери од тоа што луѓето кои што се соочиле со проблеми биле доволно храбри да излезат и да говорат во јавност за пречките со кои што се соочиле и за борбата која што ја воделе и за успесите кои што ги постигнала, помага и на другите не толку храбри поединци, родители, семејства да си ги запишат децата во училиште редовно. Значи, она што е напор, нели, на светско ниво да нема посебни училишта, мислам дека може да стане реалност, меѓутоа само доколку општеството е отворено и подготвено. Кај нас, за жал, каже и училишниот психолог, мнозинството граѓани не сме спремни да прифатиме некој што е многу поразличен од нас или кој што има различни потреби. И за жал нашите училишта се насочени кон работа со просечни ученици. Значи ги занемаруваме и оние со послаб успех или со потреба од дополнителна поддршка во учењето и постигнувањата, па дури ќе речам и со оние најталентираните, тоа сепак паѓа на товар или на желба или на упорност на родителите и на семејствата. Кардула, образованието е задолжително, основното, посебно и бесплатно за сите. Колку за вас е бесплатно образованието? За нас не е бесплатно образованието, бидејќи Ерато за да биде во редовна настава, ние плаќаме персонален асистент и тоа е веќе 4-та година. Сега од годинава за прв пат добивме образовен асистент, односно преку МОН и UNDP, тоа е некој проект и плаќаат, покриваат 4 часа престој на образовниот асистент во училиштето. Тоа е за прв пат во општина Центар, чина во некои други општини и лани имало. Меѓутоа се сведува на проект. Меѓутоа се сведува на проект, не знаеме дали ќе продолжи, не знаеме како ќе биде реализацијата и тоа е за чини малце повеќе така едно адхок решение, не е системско. Јас би сакала само да се надоврзам, еве сега се приспомнав на една анкета што искочи едно истражување на UNICEF лани или прихвани беше, кој искочи со на податоци дека само 4% на родителите на деца со типичен развој се сложуваат да нивните деца учат со деца со нетипичен развој. Или 30% од родителите сакаат да нивните деца се дружат со деца со нетипичен развој, што се тоа е една поразителна бројка. Така да фактички инклузијата не е само инклузија во училиштето, инклузијата треба да биде да почне од градинката, треба да почне од домот на секој од нас, со посочување, да посочиме на децата, на внуците, дека постојат поразлични од другите. И тоа се деца кои што не пред сожалување, пред се тоа морам да потенцирам, бараат помош, подадена рака и љубов, значи можност. Тие деца мора да се инклузираат и во општеството, затоа што не се поразлични и помал се вредни од другите. Оно е што е исто податок кој што го имам во разговор со училишните психолози е дека токму лицата со посебни образовни потреби се оние кои што најчесто се предмет на булинг во училиштата. Па од тука сакам да ја прашам и психологот Блажевска Спиридоновска, имате ли начин како да работите со овие деца? Поддршката на децата се прави на неколку нива. Преку контактот со родителите, класниот раководител, изборот на класниот раководител, задолжителна работа со учениците и утврдување на кои начини може да помогнат и да идат во пресек на потребите на детето, како да се снаоѓаат во ситуации кога детето ќе му треба нешто по-специфична поддршка, кога искача надвор од училиштето, во училницата, за време на одморите, големиот одмор, малиот одмор, за време на часот. Убаво изгледа ова вака, меѓутоа колку реално функционира, се наоѓате вие пред предизвици конкретно? Да, ако им се први на децата, поглавном сите се чувствуваат загрузани по некоја точка. Ако се препознаат потребите кај сите и се одговори на потребите, ако тој се детето се чувствува родителот загрозен, тогаш се работи на тој дел кај што се чувствува загрозен, да види дека нема потреба да се чувствува загрозен, дека училиштето може да одговори на дел
од тоа. Значи ја можам да кажам за Лукарев како се трудиме да го направиме ова. Така да тогаш низ контактот со родителите сме имала трансовото дете, кое беше додолно до ситуација на кајка, каде што накрај ги смиривме родителите, рекоа па што дигаме тогаш глава дека нема проблем. Ако кажеме дека можеме да се справиме со овој дел, или сме во процес на учење, кога тие може да имат доверба, веќе не мора да реагираат негативно. Фактот дека може да се наоѓа како родител, како мајката што спомена, меѓутоа е процес на учење каде што учиме со тие родители како да ги користиме законите, да се повикаме на истина, каде што веќе тогаш и авторитетот за еден однос на почитување може да го смири некоја страна. Значи, во главном културата на нетолеранција, на нула толеранција на насилство, која и со треба да биде дел од задолжителна програма на работа на училиштето, на класни часови слично, треба да создаде дури една простор и друго дете да пријави, кај ова дете да ги применат и малите облици на насилство што може да постојат булинг, и детето да се чувствува слободно да каже, да се пожали, и децата што се околу него, и на крај краишта како да помогнат. Значи, навистина треба подготовка, ако им кажете како, се доста подготвени да го прифатат, али да знаат дека во секој случај во позадина имаат некој кој може да го прашат за подршка. Па така да ова досега е модел што најмногу функционира. Така, а вие кога треба да прашате некој, кого го прашувате? Јас се тоа реков што јас сум дефинитивно многута на институциите, препуштани сме сами на себе. Лута сум поради импровизациите, јас направив програма за подршка, таа е страни и страни. Меѓутоа, таа е за мене импровизација. Ако јас немам Бирото за развој за образование кои ќе ми дадат документи, кои како ќе ги правам диференцираните цели, како ќе ги планирам диференцираните исходи, како ќе ги проценам способностите и можностите на детето, цела работа на целата таа концепција да не се фокусираме на недостатоците, туку на потенцијалите, како да ги јакнеме потенцијалите, не некако ќе ги натераме како да не ги нагласуваат недостатоците, меѓутоа како да бидат кон потенцијалите и способностите на детето, како што кажа господјата Наташа Ангеловска, тие кај надарените некогаш имаме потешкоти да ги извлечеме и кај децата што не се регуларни или тие што не се надарени. Навистина имаме проблеми во образовниот систем. Како дел од образовниот систем се трудам навистина да не делувам критички, ама стварно предизвик е убав еуфемизам, како да го користиме. Ама навистина има доста работи кои треба да се решаваат. Има што им е потребно на учениците како тебе за полесно да го совладуваат материјалот? Дали училиштата во кои што ти учеше беа пристапни за едно лице кој има уштетен вид како тебе, и дали ти имаше материјали од кои што можеш да учиш? Па не, значи немав јас никакви материјали. Јас мојот процес на учење се одвиваше на многу потежок начин отколку на останатите, затоа што и тие некои основни работи кои што ги има во училиштето за лица со оштетен вид, не сакаа да ни ги даваат од прво до четврто оделение, затоа што беа лути зашто не сум запишана во тоа училиште. Меѓутоа успеавме тоа на некој начин да го направиме, но меѓутоа само до четврто оделение тоа одеше така, после тоа веќе немав ништо. Зборуваше да ја позајмуваш материјали од специјалното училиште за лица со оштетен вид? Па да, они имаат обврска тие материјали да не ги даваат на нас, затоа што нели тоа се материјали кои што се за нас, меѓутоа они тие си ги чуваат само за нивното училиште и беа лути зашто не сум запишана во тоа училиште и не сакаа да не ги даваат. И тоа мораше да оди од прво од еве до 8 одеше на начин на кој што мајка ми читаше лекции на диктафон и така учев, а по предметите по кои што не се учеше по книга или требаше нешто од тетрадка, тоа зимав од другарите или копиравме или препишувавме, така се снаоѓавме. Во средно најдов на друг проблем затоа што уште поголем, затоа што се запишав во средно музичко училиште, каде што за тоа па апсолутно никаква литература немаше. И тие бесплатни учебници кои што нели ги добиваат сите деца, јас не ги добивам. Односно немаше за тебе. Немаше за мене и ние побаравме тогаш од Министерството за образование да ни ги дадат на аудио учебниците. Меѓутоа тие ни рекоа дека немале обезбедени права за тоа и дека јас сум можела да ги злоупотребувам и не ни дадоа ништо. Подготвеноста исто, значи во основно училиште имаше професори кои што се трудеа
Меѓутоа, дефинитивно не беа подготвени за работа. Со мене конкретно, значи, имаше една професорка која што навистина даваше се од себе по англиски конкретно ме предаваше во основно училиште. Значи она беше првата професорка која што најде многу едноставен начин во однос на кога се правеа тестови, затоа што кога правеа тестови другите ученици по другите предмети јас седев на страна и ништо не правев. Меѓутоа таа благодарение на нејзината добра волја, како што го правеа сите тестот, она мене ме тргаше на страна во последна клупа и ми го читаше тестот и јас ја одговарав и она пишуваше тоа што јас сум ми кажала, значи не ми ги кажуваше точните одговори, потоа кога им ги даваше на другите деца тестовите, тогаш ми го даваше и мене тестот. Да те прашаме какви ти беа оценките? 5 ми. Имав најголем проблем со математика, конкретно со професорката, затоа што таа беше, како да кажам, беше лута и ми ставаше ниски оцени затоа што не сум носела домашна геометрија. Ние уште на почеток во пето оделение, кога мајка ми отиде во училиште да разговара со сите наставници, бидејќи нели тогаш веќе се менјаат наставниците, и да разговараат околу начинот на нели на испрашување, напишување домашни. И тогаш се договоривме дека јас домашни, односно задачите кои што можам да ги пишувам, ги пишувам, а геометрија јас не можам да цртам. Меѓутоа, еднашка се случи на час кога неколку часа во континуитет се работеше геометрија и на мене ми бараше домашни и јас не ја носев и она ми ставаше минуси. И ме праша зашто немаш домашна. Јас си реков затоа што не можам да нацртам геометрија и она на тоа ми рече па што не ти нацртаат твоите дома. Так. Блажевска Спиридонова, работите ли индивидуални планови кога станува збор за ученицка која има? Знаете да од оваа година. Знаете сега, во ЕФТАПИ од некако во училиштата се реализираше сета оваа инклузија која е далеку па од интеграција. Тука нема терминолошко конотативно разбирање на терминот. Нешто повеќе во убави се впечатоците, убаво го опишува детето ова. Значи, во основните училишта се нешто повеќе снапнени, иако ги гледаме индивидуално во секој училиште со документи, средните училишта немаат ништо. Па тука е таа импровизација каде што ние црпаме, бараме, подчитнуваме, се распрашуваме кој како зависи изворот каков ти е и како ти е личниот процес на учење и колку ќе можеш да речеме да се прилагодиш. Така да ова е овој дел каде што јас затоа велам култура на разбирање, ти да можеш да разбереш кој е дете, како што се случува во процесот на главата, за да може да ја замисли сликата и за да може истата да ја нацрта и како педагог да не може да ти текне и да го разбереш. Значи, кој ќе каже дека мора да се научи да се труди исто колку другите деца, заборавајќи при тоа дека овие деца 10 пати повеќе се трудат, а резултатите не ги постигнат колку што ги вреднуваат другите деца. И каде сме ние сега во сето ова? Индивидуалните образовни планови од минатата година веќе се задолжителни. Иако не притискаат инспекторите, бидејќи се свесни дека немаат насоки на кои да се повикаат. И тука е повторна импровизација, ние сите нешто си правиме, некои шеми, некогаш помалку, некогаш повеќе успешни. Од минатата година се почна еден процес на вработување на дефектолози во училиштето, што значи потполнување на инклузивните тимови со стручни соработници кои ќе можат да одговорат. Меѓутоа, од дискусиите и разговорите и прашањата кои ги постават стручни соработници, јас сум свесна дека има многу повеќе прашања, неголи јасни представи како треба да се работи сето тоа. И така да и ефектите се тие. Ангелевска, дали тоа што сме сиромашна земја е доволен изговор за да жртвуваме можеби уште вакви генерации? Па не се согласувам дека немањето средства. Најчесто изговорот кога нешто не се спроведува. Па да, меѓутоа ако една држава си ги постави целите како што треба, ако ние сме се заложиле дека ќе имаме инклузивно образование, значи мора да се обезбедат сите предуслови за тоа да се реализира. И некогаш и не е се до парите, односно средствата кои што треба да се обезбедат. Тие дури со донации, со грантови побрзо можат да се обезбедат заради тоа што
Во еден домен сме среќни што сме помала држава, има интерес од поразвиените земји да донираат, меѓутоа, она што го говорат соговорниците повеќе се однесува на адаптација на нашето однесување и делување. Значи, ако еден наставник не зна и нема насоки како да работи, џабе му е да му донесат, не знам, машина за брајово писмо, ако не знае и не е обучен како да ја користи и како да му помогне на ученикот. Или ако не сака да одвои дополнително време од своето предвидено за часот, да остане после часот и наместо мајката или родителот, наставникот да биде тој што ќе сними аудиоматеријал за да му помогне на ученикот. Значи, сепак не се работи баш за пари и за финансиски средства, туку треба да се направи една поинаква поставеност, доколку навистина сакаме да имаме инклузивно образование. Дозволите да сакам нешто да додам околу обучен, дека наставниот кадар е премногу оптоварен со тоа што ќе биде ако дојде инспекција и што ние ќе прикажеме што сработило детето со посебни потреби. Тоа е апсолутно еден, не знам, таков е системот, тоа ме влегле во таа шема и се уплашени, јас ги разбирам, меѓутоа еве ќе кажам лично за мене не ми е толку важно што ЕРАТО ќе научи, значи тој академски дел. Мене повеќе ми е важно да таа биде во средина со здрави деца со типичен развој, каде што ќе напредува и каде што ќе ги учи животните вештини на крајот од денот. И треба точно да се потенцира, например во Шведска, за овие дечиња, они ги учат животните вештини, академскиот дел им е многу, да кажам, скратен, адаптирана програма, меѓутоа поважно е да ги научиме на живот овие деца, а не нешто друго. Она што е интересно што инклузија не значи само да се приме детето во училиште, туку детето треба да биде дел и од детските родини, да не може би од прославата да биде дел од училишните активности. Колку ЕРАТО е вклучено во тој дел? Да, видите, она е да кажам во тие школски некои други приредби и такви манифестации се уште не е учествувано. Се надевам дека тоа ќе биде во иднина. Покажуваат интерес за оние кои што се наставниците во училиштето да ја вклучуваат. Тоа да кажам дека веќе почна од лани кога за прв пат училиштето доби дефектолог. Така да некако малце се тие работи посмирени и гледам дека има намера, добра намера и волја да тоа се прави не само со ЕРАТО, него и со другите дечиња со посебни потреби. Така да, како што спомнав, она е прифатена од дечињата и нема никаков проблем за дружба и со истите. Бевте принудени да им објаснувате на родителите и на децата што е ЕРАТО, каков проблем има ЕРАТО? Втората родителска средба во првото деление, првата средба, така има едно 15-минутно излагање пред сите родители со замолница, со објаснување за што се работи, за каков случај, со замолница да они разговарат со своите дечиња, да им објаснат дека се работи за малце поминато дете од нив и да имат разбирање за времето на адаптација кој ќе биде потребно на ЕРАТО. Велам дека повеќето од нив прифатија, меѓутоа ете како што спомнав и претходно, еден дел од нив не го прифатија тоа и едноставно се ги отпиша своите деца. А има и родители како вас кои што не можат да го издржат притисокот па ги отпишуваат своите деца? Верувам дека има такви родители и верувам дека интенцијата на училиштето е секогаш во тој смер. Меѓутоа, ние строго бевме решени дека ЕРАТО ќе посетува редовна настава и решивме дека во ниеден случај нема да отстапиме од тоа што е законски загарантирано за него. Ема се чувствуваше прифатена во училиште? Па да, од страна на соучениците никогаш не сум се осетила како, не знам, дека не сум прифатена или нешто. Имало периоди кога сум била, да речам така, подна страна и не сум сакала многу да комуницирам, сум осеќала од нивна страна така некој отпор, како дека не знаат како да се однесуваат или дека во одредена ситуација не сакаат да учествувам во нешто. Меѓутоа, тоа со тек на време се смени, значи бев супер прифатена од децата и во основно и во средно училиште, меѓутоа нели нормално имало секакви ситуации, меѓутоа јас со тек на време сватив дека едноставно секогаш има луѓе кои што нема да те прифатат без оглед на тоа дали имаш некаква попреченост или не. Јас имам, во средно конкретно сум се дружала со 2-3 другарки, да кажам, највеќе.
А сега веќе имам многу голем круг на пријатели што до пред 2 години не сум ни мислела дека ќе биде така, сум мислела дека секогаш ќе бидам така со еден помал круг на луѓе и никогаш нема да излезам од тоа. Во моментов се доработува и стратегијата за образование која што треба да важи до 2025 година. Достапна е до јавност предложената верзија. Во неа како приоритет се споменува инклузијата на лицата со посебни образовни потреби, меѓутоа кога станува збор за акциските планови, не толку често го има овој приоритет во нив. Надминување на физичките бариери во барем 10 основни и во 5 средни училишта до 2020 година. Тоа е она што пропишува стратегијата. Ангелевска, добар почеток е ова за нешто за кое што се зборува години назад? Па никако. Јас не би прифатила никако дека еден стратешки документ што опфаќа период од 7 години има вака ниско поставени цели, затоа што тогаш го кршиме сите законот и уставот. Значи, и апсолутно инклузијата не опфаќа само физички бариери, надминување на физички бариери, она што го слушаме и што родителите го кажуваат е дека им треба персонални асистенти на децата кои што не може да функционираат самостојно, потребни се наставни помагала во голем дел и она што е најкритично, обука или доедукација на нашите наставници. Па дури ќе речам вработувањето на дефектолози кое што започна како тренд и е во добра насока, сепак еден дефектолог во училишта, имаме ние училишта со голем број ученици, да речам 800.000, не може да ги обслужи сите наставници кои што би тргнале од нула точка на разбирање на одредени потреби на учениците и препознавање на потенцијалите или она каде што тие можат да постигнат резултати во обемот во кој што може да ги постигнат. Значи, јас не знам ни како е предвидено да обезбедиме инклузија со вака ниско поставени цели во акциски план и се надевам дека ќе биде обрнато поголемо внимание во овој домен, затоа што, како што реков, нас ни пречи како фондација исклученоста на учениците што се надвор од образовниот систем. Значи, што правиме со тие деца? Кои се мерките за да ние ги вратиме, односно ги вклучиме тие ученици, затоа што има доста семејства кои што и заради материјални прилики и заради нашиот менталитет воопшто и не ги испраќаат своите деца во редовно образование, ни во специјални училишта, без разлика колку таму би имале некаква можност да бидат со одреден степен на образование, меѓутоа и што е со оние кои што пробале, наишле на пречки, па се откажале од образовниот систем. Значи, имаме ученици кои што не го довршуваат основното и средното образование кои што се задолжителни по закон. Не ми е јасно како ќе се придвижи овој процес. Беше повикана јавноста и стручната и општата јавност за да коментира и да даде своји сугестии за подобрување, меѓутоа јас не сум сигурна како би одел понатака до изработувањето на еден стратешки документ за поголем подолг период. Картела, вие бевте и дел од иницијативата 5 до 12. Тие изготвија голем дел препораки до надлежните кои што се однесуваат на образованието, меѓу кои физичко оспособување на сите училишта, индивидуален пристап кон секој ученик, повеќе дефектолози, може да се преземе обврска кон обезбедување асистивна технологија. Каква беше реакцијата на повиканите институции и дали нешто се промени? Јас не сум дел од 5 до 12, меѓутоа бевте запознаени со работата? Запознаена апсолутно и ги поддржувам нивните барања. Нивните барања се апсолутно легитимни и на место. Тие барања беа насочени кон 3 министерства: Министерство за труд и социјала, Министерство за здравство и Министерство за образование. Од она што јас го знам, дека најдобро комуникацијата одеше со Министерството за труд и социјала и дека најдобро разбирање имавме токму од министерката Царовска. Таму имаше и се формираше и посебна комисија која работи на промени на законите и токму по барањата на 5 до 12. Имаше, ми се чини, една средба во Министерството за образование и Министерството за здравство, меѓутоа сега остана на тоа. Така да се надевам дека
Сите овие три министерства, вклучувајќи го и Министерството за финансии, пошто ќе треба да даде своја поддршка, ќе бидат во координација и ќе бидат во дослуг и ќе искочат во пресред на сите овие барања од иницијативата Пет од 12, фактички од иницијативата и барањата на сите родители на лица и деца со посебни потреби. Ќе притискате и понатаму за исполнување на овие? Сигурно да, нема друга. Нема да ги оставите на мира, добро. Оно што е интересно исто така е дека во Македонија има околу 725 ученици со посебни образовни потреби кои биле вклучени во редовната настава во основните училишта и 230 ученици во редовната настава во средните училишта. Сметате ли дека овој број треба да расте? И од статистиките, и воопшто има врска со дефиницијата и начинот како општеството овозможува статус на ученик со посебни образовни потреби, начинот како се политиките и на министерствата и за услугите кои може да ги побара. Така да некогаш ни се многу измешани и нас пораките кои ги примаме од институциите, затоа што некогаш е тешко да се дојде до наодот. Наодот во ред е институции кои можат да го издадат наодот, не може секогаш и терминолошка неусогласеност има до пред година дена, децата со дислексија, дисграфија, дискалкулија не беа ставени во деца со посебни образовни потреби, те имаат потешкоти со учење во институција која е за учење, а не беа ставени. Така да ова на годишно ниво се прават мали чекорчиња, оттаму се и кој ќе влезе и ќе има услови и можности и ќе има обврска училиштето да изработува и индивидуализирани планови и програми и да го менува начинот на работа и да ги прави прилагодувањата. Така да, за да може да се даде адекватен одговор, бара многу услови да бидат погодени. Проблемите ги знаете. Зошто еднаш не се седне и да се завршат тие правилници, да се знае кој како ќе работи, кои му се обврските? Поради потешкотите во комуникацијата со надлежните институции. Немаме, ова некако е типично за нашата култура, да протокот на информациите од оздолу до горе, потоа враќањето на информација од озгора не постои. Воглавно, ние немаме можност да повлијаме како граѓани на држава, дека знаме кој ќе се пожалиме, ќе притиснеме, ќе кукаме, ќе плачеме, ќе викаме, дека тоа ќе биде разгледано и на соодветен начин таа недоверба постои. Значи, и оттаму ни се нашите можности на тоа да одговориме. Има уште малку ќе го завршиш факултетот, имајќи го во предвид твоето искуство, значи низ овој образовен процес во редовното образование, што од твоето искуство треба да се стори за да им се помогне на децата како тебе полесно и поедноставно да се снајдат во училиштето и на крајот на криштата да имаат и подобри резултати? Па, треба да им се обезбеди соодветна литература, треба да има соодветно обучен кадар пред секој што ќе знае да работи со овие деца. Тоа го вклучува дефектолозите и персоналните асистенти, затоа што јас конкретно морав да одам на училиште некој да ме носи од дома, а некогаш се случуваше да нема кој да ме однесе, затоа што нели знаеме каква не е инфраструктурата. Треба да им се обезбеди поддршка, значи прво треба наставниците да бидат подготвени, како што кажа претходно. Значи не може на наставникот да му се донесе брајава машина, а тој да не знае да работи со таа брајава машина. Значи треба многу работи треба да се направат, треба наставниците да го познаваат брајавото писмо, што кај нас никој од наставниците во редовните училишта, барам од јас, од оние кои што сум имала искуство, не го познала. Тешко е да се научи брајавото писмо? Па, толку е тешко? Не е толку тешко, значи се работи за машина која што е составена од 6 точки и буквите се комбинација од сите тие 6 точки. Значи кога можеше мајка ми да ја научи за една година, може да ја научи секој кој што ќе се заинтересира да ја научи. Само треба да има волја и тоа треба да биде решено. Значи системски треба да се не мора да биде брајаво писмо, треба да се има учебници во аудио формат или во електронски формат. Затоа што сега имаме разни читачи на екрани на кои што работиме на компјутер, работиме на таблети, на све, значи може да биде, сега е многу подостапна литературата, било која литература која што
би сакало некое дете со оштетен вид или возрасен човек да чита или да учи. Не е ништо комплицирано, само треба да има волја од институциите и од наставниот кадар. Ангелевска, како до вистински инклузивни училишта? Па, еве Ема рече треба да има волја, ама од сите. Од сите. Јас би рекла треба да има волја и од оние кои што се случајни поминувачи во образовните институции, например родителите на деца со типичен развој, затоа што доколку сите сме свесни дека на едно училиште или на едно оделение или на една наставничка конкретно и треба помош, треба сите да подадеме рака. Инаку не може да имаме успех. Најчесто се случува обратната ситуација, таа наставничка е оставена сама на себе, лута, и на системот и на нејзиното незнаење или неможност да се прилагоди и да помогне на еден единствен ученик. Законските решенија нудат нели намалување на бројот на учениците кога во еден клас има дета со посебни потреби, меѓутоа тие се само некои физички предуслови, а сепак ни треба она ментална поддршка и институционална пред се, затоа што добро го опиша системот, односно нефункционалноста на нашиот систем, ако од доле од системот добивате барања, додека стигнат догоре, некако како расипан телефон функционираме и не е адекватно прифатен и препознаен вистинскиот проблем, а уште помалку се адресирал за да се реши. И тука изговорите се нелогични, кога ќе се сведе се нели на, еве да речам, и на правилници, на се, сепак е вистинското работење на терен. Кардола, загрижени сте за тоа какво образование ќе добие вашата ќерка? Јас сум загрижена за све нешто околу мојата ќерка, можеби образованието и најмалце ме тангира, меѓутоа секако важен дел е од животот. На крајот од денот кај нас напредокот на едно дете се сведува на материјалните можности на родителот. Доколку родителот има можност, ќе плати персонален асистент да го придружува детето, ќе плати дефектолог, ќе плати сензорна терапија, ќе плати логопед и све друго што треба за едно дете. И тоа е таа тажна приказна од нашето општество. Јас секогаш ги поттикнувам родителите кои што се малце уплашени и тивки, понекогаш дури и засрамени некој од нив од состојбата на нивните деца, да бидат гласни. Мораме да бидеме гласни, да го намираме општеството, да ја намираме средината за проблемите со кои што се среќаваме, за сите заедно да утре изградиме едно подобро општество за нашите деца. Така, ако утре дете ученик со аутизам или ученик со оштетен вид реши да се запише во гимназијата Никола Карев, што ќе правите? Добро, ние што веќе поднаучивме, се запишуваат со молба, која се разгледува од директорот, сега кога согласно се повикани стручните соработници на разговорите, се утврдува состојбата и потребите специфични на тоа дете. Реков го бираме задолжително класниот раководител, зашто многу важна улога има, за да може навремено да реагира и да ги има вистинските информации. Родителот ни е задолжителен соработник и дел од инклузивниот тим. Јасно ни е напомената дека ниту еден план не може да се направи без согласност на родителот, кој најдобро го познава детето и ќе завршува главната работа дома. Ги учиме во како да ги изработуваме индивидуалните образовни планови. Крајно сме задоволна колку одговараат на потребите, да речеме, на децата и овозможуваат вистински раст на детето без фрустрации и доволни се и другите фрустрации. Јас искрено се надевам дека институциите надлежни кои се одговорни за нас ќе овозможат обуки од директори до стручни соработници, до наставници и многу убави насоки по сите кругови на поддршка на кој начин да ги правиме, така да во моментот во вакви услови како што се снаоѓаме онака како што ни се можностите и колку што можеме повеќе да одговориме на детето. Не одбиваме деца, секоја година се повеќе имаме, секоја година малку се помакнува, да речеме, процесот, наистина е бавен. Мене ми е жал што сите обиди и за деца со типичен развој, како и да е, се повеќе експерименти,
последните 10 години, значи дека многу не го сваќаме правилно процесот на една било каков вид на политика, особено во образованието. Не сваќаме каков капитал се децата и што значат за иднината на една земја и се додека не го правиме тоа така, ќе имаме Така. Накусо? Да, накусо. Точно последните 2-3 години јас читам дека е малце смената перцепцијата за овие деца, веројатно се должи на резултат на притисокот, поготово на родителите што го прават. И тоа го приметивме ние исто во образованието нашето дете дека првата година беше лоша, меѓутоа секоја следна година е подобра и подобра и верувам дека ние сме некако како пионери и градиме, отвараме пат за оние следни деца што ќе дојдат, следни генерации и ќе најдат една подобра средина за себе си. Така. Ема, ако сега требаше да тргнеш во училиште, имајќи го во предвид сето она што сте го поминала, дали би се запишала повторно во редовно или би решила да одиш во специјално училиште? Повторно би се запишала во редовно, а затоа што, како што кажа претходно, значи има промени. Јас лично познавам многу луѓе кои што на почеток имале еден однос према мене, но кога подобро ме запознале, односот се менува. Значи тоа се оди многу бавно, меѓутоа ние сме тие кои што самите треба да си го истераме патот и самите ние треба да дигнеме свеста на луѓето за нас. Ве благодарам на сите за гостувањето. Ја следавте 6-та епизода од емисијата На час. Гледајте на повторно следниот четврток во 13 часот.